Ај, добар ден, убав ден, нека е, убаво времето. Ова видео е тотално и ќе го објавам можеби од само проста нервоза. За една нела може ќе си кажам ова кринч не требаше да го објавам, ова е глупо, ова е тотално надвор од контекст со мојот канал, ама си реков, знаете, многу ќе кажат кога ова се збори, кога станува збор за спасување на планетата Земја од глобално загревање и така натака, ѓубриње, фрлање. Ако секој си вика дека сам ја не правам разлика, така никош нема да се спаси, така. Епа, нема, може ова ќе придонесе многу контра смер од оно што сакам за каналот Растење, ама ќе кажам што се случува. Јас полагам за возачка и го плаќам градска. Имам возено порано, знам да возам, се супер. И си викам, умирувам од прва. Инструкторот или комисијата ми вели, одлично ја владе школата, дете. Супер, перфектно, ама некако не си трпелив. И кога му велам јас, дајте да видам листата за бодување, оценување, колку негативни имам, ти се смее. И пошто виде дека мојот инструктор виде дека ќе направам проблем, он ме пресечи и кажа, па сигурно имаш 51 негативни, ќе си падна. Толку, ај ќе докажам нешто кога ќе се враќам сега да пуштам едно говорче што нема да прави разлика. Ќе се враќаме после пола сат спорење во центарот за испитниот центар. Може да кажам дека човекот што збореше со мене, што ме сослуша, усвари многу коректен. Ама така ми ликуваше и комисијата. Многу беа коректни на почеток, ама ете на крај што се издешава. Во кратки црти, пошто снимав, сега јеви имам аудио рекорд од тоа што му го зборев на него, мислев дека ќе збориме нешто поише, ама не. Буквално е само монолог, да кажам, ја објаснувам. Ево, кратки црти, што се случува, зашто ја паднав. Значи, поаѓам ја, се буквално перфекција и после 10 минути ми гаси кола на кружен тек. Јас сум крив. Не грешам душа, моја грешка. Туку во овој момент мислам дека сум паднал. Мислам дека завршено е полагањето. Арно, ама за гаснење на кола се пишувале само 15 негативни, што далеко од 51, така. Јарно, ама јас според тоа натре нешто ми вика, паднат си Марко, вози кој што ти душа сака, односно извози го ова школски, чисто заради пракса за нареден пат. И возам ја буквално, дајре да кажам, онака контра од GTA. Ако GTA се прекршува све, тука ништо не прекршив, се беше перфекција. И не виде комисијата дека немам грешки, дека немам што правам. И буквално као сега еве го тротоарот, гледате, тука е тротоарот, што е сега. Пешак ми застана вака. Немаше никаква иницијатива да оди на улица или ништо, буквално само онака да ја избегне паркираната кола, мислам беше. И комисијата гасна кочница до даска, што носи 51 негативен и бла 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 бла. Зашто? И тоа е интересно што на прашање зашто се паднал, тој се смее. Ево педерче со гласото, тоа би се наплута на пето. Слободно користам секако изрази, тука ич гајле неми овој YouTube, демократија, секчиво мислење се прифаќа и така. Не го правам, многу ќе биде лошо ако бидам погрешно сватен, не го правам ова видео да плачам, да се жалам или да, ништо, заеби. Или да барам помош од некој, индиректно за врски, не знам шо. Правам чиста причина, не кјутете, не кјутете. Кјутењето е, како да ви кажем, само зијан може да ви донесе, само лошо. Во оваа ситуација, што може мене да ми донесе кјутењето? Ништо. Да си платам 3500 денари, да возам втор пат, да си паднам пак да си кјутам, да платам уште 3500 денари, па за од трета да ме положите. Така да, било што, било каква ситуација. Само немојте па да кревате егото и ако не сте во право, да пробувате да исправите некаква крива дина, што нема да исправите ако си има доказ и се. Видео, нека го видат сите возрасти, шернете го,
Само тоа е, немој да лајкнете, не субскрајбнувајте. Ништо нека нема ова видео бенефити за каналот, само сакам да го слушнат многу и млади и постари. Не кјутете бе луѓе. Со тоа кјутење само иде како што иде држава. Ако има еден задоволен од народот, обичната класа и како ја, просечни луѓе што сме, едноставно ќе ви пружам рака и ќе ви кажам браво, ако можеш да си задоволен од ова што се случува тука и како работи се. Алал ти вера. Уште сум во дилема дали ова ќе се објави на YouTube или не. Еден краток апдейт ден после приговор нема да се пушта, пошто што ќе објаснеме, знаете, држава добив информација од поваре дека и да пуштам приговор. Се чаве ќе биде, бев да увидам само снимката, показател дека и покрај тоа што не кјутев, не успев, ама битно, сега знае дека има некој што и почнува да збори, да не кјутат сите. Ако не кјутат сите и у наредни 2-3 години се иде контра нив, против нив, може за 5-10 ќе имате убава држава. А за сега, ништо. Фала што го изгледавте ова видео и се гледаме во некое понаредно фитнес видео. Чао! Еве, не се гледа ништо. Не е проблем тоа, битно е да се слуша. Треба ден 3 од ова лудило со полагањето на кандидатот Марко Милошевиќ. Денеска многу кратко има нешто да се каже интересно. Идам јас во испитен центар, не кажувам кој, многу од вас знаат, да си закажам термин за полагање од втор пат. И еве га, веќе знаете дека приговорот и се тоа не ми помина, мислам не го пуштев, зашто и како слушнавте од ден 2. Видео што ќе биде поставено, ќе биде најинтересно, што ќе правам цела недела. Се додека не положам, може ќе потрае цел месец, ќе видиме. И викам ја на таа добар ден, да закажам втор пат. Се што се дешава. Вика таа најблиску има на 10 април. Лудио. И не е врска, туку кај раководителот во испитен центар, пошто тој и мене ми кажа ќе ми излезе во пресрет, ајде, дека супер возам едно друго, му пишувам порака, а повикот и SMS пораките ми игнорира, ама на Viber дека од нов мембер, кога ви стига порака од нов чат, не ви пишува кој е, и вие да се интересирате, кога ќе кликнете има син. И веќе кога остави син не можеше да се врати назад, па мораше да интервенира и се јавува на вработената во испитниот центар и само таа после 20 секунди разговор со него ми вика, дечко, закажа си на 3-ти, 8 дена после првото полагање. Магично како само во 20 секунди од 10 април прв термин бев закажан на 3 април прв термин. А лудило, немаме што да коментирам, слушнете го ова пак и кажете си браво на не знам по што спаѓа ова, општина, држава, град, систем. Тоа е. Се гледаме во некој наредно видео. Како ќе му дојде? Видеото ќе биде поделено на 3 или 4 дена, а веќе го правам 9-8. А ќе биде стајано после 2 недели од првото клипче. Ајде, ова ќе гледам да видиш што пократко, што побрзо, поефективно. Еве, како што и си мислев, правдата ќе си го најде своето, дали брзо, дали споро, никогаш не треба да се откажете. Онаа тема на главното видео, до кога ќе кјутиме или кјутите или не знам како ќе го ставам насловот, се исполни. Ете, градска, положив од втора. Не е прва, не може да се фалам дека положив од прва. Зашто веќе слушнавте во претходните денови. Само ќе ги сечам деловите кај што бев малку по-ригорозен, по-строг во зборење. Ајде сепак да не биде тоа толку. Ама една поука нека биде, ако ова видео не барам никој да го шернува, пошто тие што треба да го видат, се надевам нема да бидам санкциониран заради цело видео. Тие ќе го видат, убеден сум во тоа. Ама еве од оние што не треба, мислам треба сите да го видат, од оние што да кажам, ајде како мене, обичните луѓе, веќе реков, што ќе го видите, од 500 души што ќе го видат доволно е само еден да биде или една да бидете како мене,
да бидете истрени и ако има повод и вие, еве, например, нека биде тоа градска полагање, ако немате положено, кој ќе полагате, ако ве бутнат без причина, бунете се, одете до крај, ќе ве положат од втора. Океј, па кажам нешто што не требаше да го кажам. Во кратки црти, не кјутете, терете си го своето, правда да ќе си го најде еден ден месото. Градска положив од втора, ајде, нека биде тоа за фалење, не е прва, тоа е тоа. Фала на комисијата што беше со мене, што не беше корумпирана и надевам уживате во ова видео. Ќе гледаме во некој од наредните. Сепак одлучив ова видео да се објави. Се што кажав до сега ќе оставам, само ќе видам што ќе исечам, што нема да исечам. Пошто сепак бев мислам дека е многу јак во некој многу не јак, туку онака многу строг, остар, како да кажам, во изразувањето. А зашто волку долго треба да го снимам? Може ова видео трае и скоро цел месец. На 3 положив, на 8 се сликав, со идна постапка платив. На 8 дури на, еве сега што сме 18, 17, така нешто ја зимам. Еве возачката. Тоа дека личам на не знам, мртовец тука, не е битно. Битно е дека возачката е во мои раце. А да не поминев ни сето тоа што помина во ова видео што го слушнавте до сега. Дури можеби уште ќе бев на полагање градска 5, 6, 4 пат зависи. Така да нема да повторувам све од поново во цело видео, само одлучив да го завршам вака со возачката во рака и ова ќе биде можеби тамнеот нешто. Ќе видиме. Тоа е тоа. Не кјутете, бидете истрени, само јако газите, ако сте во право, правдата ќе излезе. Фала што го изгледавте видео. Доста е еден од сите што ќе го видите да ме послуша во иднина или за било што друго. Мојата мисија е тука завршена. Лајкнете, субскрајбнете, шернете го, да видиме како работи полагањето во нашата држава, иако сите го знаат, ама еве некоја будала да го изнесе на виделина. Тоа е било тоа. Се гледаме во некој наредно видео. Чао!